Имаме првиот гостин и пристигна во студиото 3 на Македонската телевизија, тема која што е актуелна, за која што многу се говори изминатиот период, но најрелевантно е што ќе кажат младите. И нив треба да ги слушаме кога зборуваме за младите. Според податоците на пописот од 2021 во рок од 20 години бројот на млади од 15 до 20 години е намален за речиси 150.000 граѓани или за 6% помалку од 2002 година. Секој човек треба самостојно да одлучи каде ќе сака да живее, учи и работи, но при тоа треба да ги знае и позитивните, но и негативните страни на државата во која што сака да мигрира. За положбата на младите во општеството, за состојбите со пазарот на трудот, можностите во образованието. Теми на кои разговараме со Иван Дургутов. Добро утро, Иван, и добре ни дојдовте во Македонија наутро. Добро утро, Кристина. Ке зборуваме за темата која што ја најавив, но морам претходно да ве прашам. Видовме при убава репортажа, сегмент од репортажата на колегата Димера Тајковски од Малта. Оние кои што ве познаваат знаат дека многу патувате, што приватно, што службено. Која е последната дестинација на која што бивте и која од друга страна ви е умилената? Ајде да почнам со еден краток коментар за Малта. Малта навистина многу ми се допаѓа и на мене. Преубава репортажа од страна на вашиот колега. Голема предност е тоа што имаме директен лет до Малта, имаме многу македонци кои што се таму, па секогаш е полесно да се организираат и за сместување, и за некој локален водич и така натаму. Во однос на прашањето која е мојата последна дестинација, тоа е Брисел, Белгија, така што последно бев таму пред некои десетина дена. А во однос на омилени дестинации, секогаш е тешко да се одговори, меѓутоа јас би кажал, еве, и со оглед на времето кое што го имаме надвор, не е тоа мојата чаша чај, што би рекле англичаните. Сепак повеќе сум за топлите краишта, би ги споменал тука Италија, Шпанија, Португалија. Може. Се прифаќа. Каде од сите овие земји во кои што сте биле, младите имаат најдобри можности за развој на потенцијалите? Кога зборуваме за младите и за нивните можности за развој, нивните можности за градење на кариера во земјите во кои што се наоѓаат, секогаш треба да имаме предвид дали зборуваме за поголемите центри во тие градови, дали во тие земји, дали зборуваме за помалите места и така натаму. Дури во најразвиените земји, дури во најубавите земји кои што не се секогаш најразвиени, сепак ќе имате таа разлика дека ако сте млад човек во некое помало место, мала е шансата дека ќе имате истата прилика за раст и развој ако сте млад човек кој што се наоѓа во Италија, во Рим или во Милано, ако се наоѓа во Шпанија, во Мадрид или Барселона и така натаму. Така што верувам дека тоа многу зависи од конкретните околности, каде се наоѓате, која е вашата професија, со што сакате да се занимавате и така натаму. Ако сте млад човек кој што веројатно сака да се занимава со туризам, дел од земјите кои што ги споменав, мислам дека се и најдобрата можност за тоа. Иван, заминувањето на младите е тренд кој го бележи нашата држава подолго време, тоа го регистрираат и статистиките. Каде вие како млад човек ги лоцирате причините за заминувањето на вашите блиски колеги, пријатели, познаници од Македонија? На оваа тема секогаш кажувам еден пример кој што ќе го кажам и сега, да замислиме дека државата е една компанија. Така вие како компанија може да се трудите колку сакате да ги задржите вашите вработени, меѓутоа таа флуктуација на кадри ќе има секогаш. Да ја споредиме државата со компанијата или обратно. Верувам дека постојат многу начини на кои што можеме да ги задржиме младите тука, меѓутоа мораме да се потсетиме дека сепак живееме во еден глобализиран свет, во еден отворен свет кој што не бил отворен никогаш до овој степен претходно. Дека едноставно младите на 3 клика на својот компјутер денеска пренаоѓаат работна можност во странство, без разлика дали треба физички да бидат таму, без разлика дали треба од својот компјутер од Македонија да работат и така натаму. Причините за нивното иселување ги гледам во повеќе фактори. Фактор број 1 кажав отвореноста на светот и достапноста, големиот избор на можности кои што го имаме денеска. Број 2 самиот младечки дух. Познавам многу млади луѓе кои што велат ајде сега да пробаме додека сме млади, да живееме дел од своето време надвор, да студираме, да работиме, чисто за да не се сетиме на 40 и 50 дека сме имале таа шанса, не сме искористиле. И секако не можеме да изоставиме економската состојба и можноста за повисок квалитет на живот, за поголема заработка и така натаму во некои од странските земји и често пати тоа и промената на средината. Бидејќи сме свесни дека Македонија е сепак едно мало општество
стануваме се помало и помало и верувам дека тоа влијае на многу млади луѓе да сакаат своите хоризонти да ги прошират малку повеќе. И видите, секој млад човек треба самостојно да одлучува каде сака да живее, работи и учи, но да не дозволиме миграцијата да се доживува како тренд кој што треба да се случува по секоја цена, бидејќи навистина така се доживува. Она што треба секој млад човек да го знае пред да замине во некоја земја се и предностите, но и недостатоците на земјата во која што сака да појде. Точно така, Кристина, и верувам дека информираната миграција е најдобрата миграција. Не верувам дека непостоењето на миграција е најдоброто нешто кое што може да и се случи на Македонија, бидејќи за тоа ни беше пример ковидот, кога се затворија државните граници, кога сите бевме тука, меѓутоа видовме тоа како влијаеше. Влијаеше сериозно на менталното здравје, особено на менталното здравје на младите, влијаеше на градење на едно чувство на безперспективност, на неможност да се напушти својата земја ни по туристички причини, да кажеме и така натаму, така што не го сакаме тоа, сакаме една информирана миграција. Тоа значи дека треба да сме сигурни дека секој млад човек кога се решава дали ќе живее овде или во некоја друга држава, свесен е за тоа каде оди, што ќе прави таму, свесен е за животниот стандард во таа земја, дека работите ги гледа малку по-реално и по-опипливо, дека не ги гледаме нели само фотографиите на социјалните мрежи или не ги гледаме бројките како голи бројки, туку им даваме суштина. Која е нели куповната моќ со таа заработувачка што би имале таму, кои се цените на недвижностите, на кириите, дали тој социјален живот кој што го имаме во Македонија ќе можеме да си го дозволиме и таму и така натаму. Верувам дека сите тие аспекти кои ќе ги ставиме на вагата треба да превладаат дали сме повеќе за овде или за надвор. По професија, оние кои што ве знаат дека сте дипломиран правник, еден од ретките кои што има многу голем потенцијал, а одлучи да го развива овде. И кој е аргументот кој што им го кажувате на младите со кои што постојано се среќавате, на вашите пријатели, роднини, колеги? Зошто да останат овде? Точно, по професија сум правник, завршив додипломски и магистерски правни студии тука на правниот факултет преку улица, што се вели, на Јустинијан I, и доколку повторно би бирал, одговорот е дека повторно би се запишал на правниот факултет. Иако живееме во време кога повеќето од младите луѓе, но и не само младите, се решаваат на преквалификација, до усовршување, многу се актуелни сите тие академии, курсеви и така натаму. Многу од младите својата иднина ја гледаат во IT светот, кој што се смета за поперспективен свет, подобро платен, каде што полесно можете да најдете работа или да промените работа. Меѓутоа, мојот одговор на ова е дека на секоја држава, па и на Македонија, треба добри кадри во секоја област. Не постои перспективна и неперспективна професија. Јас повеќе на тоа гледам перспективни припадници на конкретна професија и помалку перспективни. Сите мои колеги правници кои што ги познавам и со кои што се дружевме на факултет, денеска се одлични во тоа што го прават. Не верувам дека се помалку вреднувани или помалку срекни во тоа што го работат од своите колеги кои што дипломирале на финки, така што верувам дека одговорот е да го најдете тоа што го сакате и да го правите токму тоа. И во однос на перспективната професија, сакам тука да се задржиме пред многу голем број на години, веќе не можам да ги пресметам, кога јас го завршив правниот факултет и појдов да се пријавам во агенцијата за вработување, ми рекоа: "Дојде уште еден правник." Секој беше правник или економист и многу тешко се наоѓаше навистина работа. Колку правото е перспективна професија за младите овде? Има ли пазарот на труд доволно слободни работни места за идните правници? Пазарот на труд е таков каков што е и сметам дека повеќето од општествените науки, вклучувајќи го и правото, продуцира, односно произведува повеќе кадар, отколку што пазарот на труд можеше тоа да го прими, односно да го вклучи на тој пазар. Бројките сега се поразлични. Во комуникација со моите професори, со луѓето од универзитетите и факултетите, гледам дека веќе бројот на студенти генерално во Македонија се намалува, и исто така се намалува и бројот на студенти на општествените науки, вклучувајќи го и правото. Кога зборуваме за нивно вклучување на пазарот на труд, секогаш треба да се потсетиме дека во оваа земја, за жал, никако сме растени во духот дека треба да завршиме образование и да пронајдеме работно место. Како млади веќе се трудиме да ја промениме таа слика и да размислуваме за создавање на работно место. Че без разлика дали сте вие правник или некоја друга професија, секогаш постои можност нели да пронајдете работно место, меѓутоа и да го создадете. Дали преку основање на свој бизнис, дали преку отварање на своја адвокатска канцеларија, дали преку вклучување во невладин сектор каде што можете некој друг дел од правото да допрете. Верувам дека сепак постојат тие шанси и тие можности,
ако навистина знаете каде ја ги побарате или како ја ги создадете. Кога ги прашуваме младите зошто заминуваат, два аргументи првично посочуваат. Тоа е квалитетот на образованието и условите на пазарот на трудот. Сакам и за двете да продискутираме. Сметате ли дека треба да се унапреди образовниот систем за кога ќе излезат младите од него да бидат подготвени кадри за да влезат на пазарот на трудот, бидејќи пак и работодавачите велат дека кога ќе излезат од самиот образовен систем се недоволно подготвени за веднаш да се вклучат во работата? Точно, сметам дека образовниот систем треба да претрпи промени и тој постојано се променува на еден или друг начин. Меѓутоа, она што мораме да бидеме свесни како заедница, како луѓе, дека не постои совршен образовен систем. Без разлика дали ќе ја земеме Финска, која што секогаш највисоко котира на тие рангирања, дали ќе ја земеме некоја друга скандинавска земја, дали ќе ги земеме можеби поразвиените земји од Балканскиот полуостров. Она што мораме да бидеме свесни е дека никаде образовниот систем не е совршен. Јас лично сум производ на овој македонски образовен систем. Поголем дел од моето образование сум го поминал овде, дел сум поминал и во странство, меѓутоа поголемиот дел е овде. Секогаш кога ја напуштам оваа земја, имам контакт, комуникација со други млади, не се чувствувам ниту како помалку компетентен, ниту чувствувам дека зборувам послаб англиски јазик, ниту дека познавам помалку странски јазици. Зошто е ова важно? Важно е, се согласувам дека образовниот систем треба да го согласиме повеќе со пазарот на труд, да се создаваат вештини кои што се реално применливи, меѓутоа за тоа ни треба вклучување на самите компании, повеќе со нудење на пракси, волонтерски можности и така натаму од една страна, а од друга страна да сватиме дека образовниот систем во времето во кое што живееме не може целосно никаде никој да подготви да биде апсолутно спремен за тоа што ќе го работи. Мораме да вложуваме во неформално образование, да бидеме активни, да ги пренаоѓаме сите оние можности кои што покрај основното, средното, факултетот ќе ни овозможат и некои други вештини кои што ќе не направат подготвени за тој пазар на труд. Некако многу често го вперуваме прстот во младите по последно време, слушајќи ве, задоволство е прво човек да ве слуша и вака слушајќи ве велам има надеж за нас апсолутно. Сакам да продискутираме малку и за пазарот на трудот. Колку од друга страна пазарот на труд им ги нуди можностите кои што ги сакаат младите, зборуваме за кариерно напредување. Колку навистина македонскиот пазар на труд и работодавачот сака да го задржи младиот човек во Македонија? Тоа е супер прашање, бидејќи ако ги гледаме бројките, Кристина, имате слободни работни места на пазарот на труд и имате од друга страна понуда на работна сила, која што никако понуда и побарувачка не може да се сретнат на половина. Тоа е една работа. Друга работа, во однос на тоа колку компаниите или колку пазарот на труд се труди да ги задржи младите во Македонија, можам да кажам дека навистина има промени во тој дел, особено во приватниот сектор. Себе си се сметам за човек кој што постојано е меѓу луѓе, слуша еден муабет, друг муабет. Тоа што можам да го кажеме дека навистина младите луѓе кои што работат во приватниот сектор денеска се соочуваат со една подобрена работна атмосфера, со подобри работни услови, со поголема флексибилност која што настана особено по ковид пандемијата, каде што тие може да одлучуваат дали сакаат да работат од своите канцелари, дали сакаат да работат од дома, можат да бираат повеќе денови на одмор, вакво право, такво право, така што мислам дека компаниите кои што се малку чекор понапред во овој дел веќе се свесни дека добриот кадар може да го задржите во Македонија само ако отскокнете од она што го нуди масата и им дадете некоја привилегија да ја кажем или некоја точка која што ќе биде нешто што ќе ги држи нив да останат овде или да останат кај вас. И каков е впечатокот, успевате да менувате перцепцијата на младите луѓе со кои комуницирате? Верувам дека да, свесен сум дека се движам во можеби еден помалку или повеќе ограничен круг на луѓе со кои што нели ги делиме ставовите кои што ги имаме или слушаме позитивни прилики. Свесен сум дека кога зборуваме за млади мораме да ги контекстуализираме работите, дека не можеме да зборуваме исто за младите кои што живеат во главен град и младите кои што живеат можеби во некое планинско место каде што имаат проблем да се конектираат на интернет или да имаат соодветна мрежа на своите мобилни телефони доколку ги имаат. За сето тоа сум свесен, меѓутоа морам да кажам дека генералната слика верувам дека бавно, полека, но сигурно се подобрува. Верувам дека младите се свесни дека иако се млади тоа не е хендикеп, дека тоа не е нивен недостаток, туку младите секогаш велиме иднината останува на нив, но да не се заборави дека и сегашноста е нивна, односно наша. Апсолутно, сами сме креатори на целата приказна. За да ја најавим заедно следната тема, оваа тема тука ја сопираме и ветувам дека ќе ја продолжиме.
бидејќи не само што е актуелна, треба да се зборува гласно за неа, бидејќи не е се така како што на прва е нели представено, особено во поглед на миграцијата. Вчера се одбележа денот на планетата Земја и на оваа тема ни е потребен сериозен ангажман и сега секогаш кога зборуваме како треба да изгледа или колку треба да се ангажираме, посочуваме некоја земја од Европската унија. Дали е навистина се така идеално и во другите земји во Европската унија или и која е од друга страна најдобриот пример за проактивност на оваа тема? Идеално не е, и кога зборуваме и за Европска унија или за било која друга заедница на држави, не треба да зборуваме како за едно нешто каде што сите се 100% еднакви, туку баш убавината на тие заедници е разноликоста и нели некој е подобар во едно нешто, некој е подобар во нешто друго. Во однос на зеленото, да кажеме, на зелените прашања би ја истакнал Словенија и би кажал зошто конкретно. При една моја посета неодамна на Љубљана бев фасциниран колку во строгиот центар на градот тие имаат контејнери. Значи буквално во најстрогиот центар на градот имаат контејнери и си велам во македонски услови кога ова би било поставено, која ќе биде сликата која што ние ќе ја покажеме преку тие контејнери. Меѓутоа верувајте или не, тие контејнери светеа. Значи буквално светеа во вистинска смисла на зборот, беа подземни контејнери и беше област каде што сите луѓе доаѓаа со својот отпад, го рециклираа, го селектира и така натаму. И размислувам дека кај нас нели се уште некогаш мачиме да се учиме да го фрламе ѓубрето таму каде што треба да го фрлиме, дека нели честопати не ставаме канти на видни места, се со цел да не ја видиме неубавата слика околу тие канти. Овде во Љубљана буквално во строгиот центар вриеше од контејнери, меѓутоа кој беше почист, кој беше посреден. И наредниве минути фокусот го ставаме на убавите примери, бидејќи нели од нив се поаѓа. Благодарам, ми се учи. Благодарам многу Иван за гостувањето во Македонија на утро.